Добар ден, сите македонци храбри. Многу ми е драго што тука ми дадовте збор. Би сакала, да, нема проблем. Сакам да само да кажам честитки на госпоѓа Ана Бобинкова, која што стои зад оваа иницијатива, затоа што ние пред се сме македонци, нема важност, значи секое граѓанско движење кое што е толку храбро како ова е многу битно за нас, бидејќи сметам дека сега во ова време каде што стварно имаме една голема болка и не знаеме како да се одбраниме, тоа граѓанинот сам знае како да се одбрани и тоа вие навистина сте го направиле на еден извонреден начин. Ова е права граѓанска иницијатива за сите македонци и мислам дека секаде во светот би се поздравила како нешто многу важно, бидејќи тоа е на крајот на краиштата, тоа е една демократија, тоа е гласот на народот и правото на народот да се изјасни за нивните најважни прашања. И оно што сакам да кажам, изјавата што ја потпишавме тука, јас не знам дали сте прочитале на глас и ја знаат гледачите. Значи изјавата е многу јасна и гласна дека никој нема право да зборува во наше име или да преговара за нашата држава, односно нашето име, идентитет и јазик. Тоа е нешто, значи во ниедна држава никогаш не го направил и не смее да го направи. Тоа ги прекршува сите основни фундаментални човекови права и го прекршува меѓународното право и сите принципи. Значи мислам дека нема нешто важно и појако од својот собствен идентитет. Ние затоа сме тука и затоа сме заедни, затоа што сите сме осетиле една таква болка и она што ни се прекршува. И сега јас би сакала да го искористам ова да ги повикам и сите други граѓани на Македонија и надвор од Македонија, македонци да поддржат вакви иницијативи, значи затоа што само заедно можеме да победиме. И мислам дека ова сега што се пишува, сите потписи, јас видов таму дека има над 7000 потписи. Во една тетрадка, не знам колку има потписи. Значи ова е многу важно. Ова е многу важно бидејќи ние со тоа ќе му кажеме на целиот свет зошто и да се прекинат преговорите. И тоа е посилно од секоја друга политика. И тоа треба прекина преговорите апсолутно, мислам тоа е без никаква дилема. Јас не знам зошто толку чекавме, меѓутоа добро е што сега се собираме сите и оваа иницијатива треба да се публикува и треба сите, значи секој македонец поединец кој што е надвор. Јас живеам во Женева во Швајцарија. Јас во Женева се главните меѓународни институции на Обединените нации кои што се за човековите права. Јас се земам за обврска таму да ги поднесам сите овие потписи и овој извештај на главните, клучните места и до главните луѓе. И секој еден поединец кој што знае и уме и познава луѓе надвор и знае како точно да правите, значи луѓе, дали се тоа председатели на држави влади, дали се тоа министри, дали се тоа членови на собрание, на парламент, дали се тоа луѓе кои што работат во меѓународни институции како што се Европската унија и сите дела под Европската унија, нели Европската комисија и така натаму, Европското собрание, понатаму судови, меѓународни судови, понатаму Обединети нации. Обединети нации има многу органи. Јас, онаму каде што можам да влијам, тоа се Советот за човекови права и тоа ќе го направам. Има многу такви институции. Верувајте, ако секој од нас почне и заеднички со овие потписи, со доказ дека мнозинството на македонскиот народ стои за това, верувајте ќе победиме. Така што само ве охрабрувам понатаму да продолжиме со оваа битка и ви честитам уште еднаш, Ана и сите жени и сите мажи кои што стојат за това, ви честитам за храброста и за тоа што сте излегла тука и во подошт и на сонце да ја заштитите Македонија и нашето најважно, нашиот идентитет и името и јазик. Добро.